Итар Пео. Расказ Итар Пео, момок кај попот. Во наше Маријово многу убави обичаи има. Еден од нив и до ден денеска се задржал и многу е арен. Например, кога ќе заколе некој домаќин свиња, ќе им однесе на соседите по едно парче удина, малку црн и малку бел дроб колку за внуш и благослов, со здравје да си го јаде домаќинот крмакот. Во старо време овој обичај бил уште поарен за поповите. Секој домаќин му носел на попот по едно парче мевце, дропче, па и по некое главче паѓало. Арнаама, кога ќе го заколе попот крмакот, требало да го повика целото село на ручек или на вечера. Кога бил Пео момок кај попот, тој намислил да измрда од овој обичај, да не ги вика селаните на ручек или на вечера, да решил да се посоветува со момокот што ќе рече тој. Пео го разбра попот што сака, па му вели: "Лесна работа, дедо попе, еве што ќе направиме. Ќе ја заколеме свињата, ќе ја исчистиме вечерта и ќе ја обесиме на чардакот да видат селаните кога ќе се враќаат од работа дека утре ќе јадат поповски курбан. И така ќе ја скриеш през ноќта некаде. И изутрина рано ќе викаш дека некој ја украл." Речено, сторено. Ја заклале вечерта свињата, ја обесиле на чардакот и ја оставиле ноќта да се олади. Само нозете ги пресекле. Селаните, кој помина, оближи се. Утре ќе јадат пресно месо од поповиот крмак. А што е најглавно, ќе стркнат и од убавото попово винце. Пео пак уште вечерта, кога си легнаа попот и попадијата, си стана, си ја зеде свињата цела и си ја однесе дома. Ја суреди убаво и се врати на местото каде што си спиеше. Кога се разбуди пред зора попот и отиде на чардакот да ја скрие свињата, шипинки. Ни свиња, ни од свиња трага. Му отиде на Пео, каде што спиеше, го затресе за рамениците и му вели: "Море Пео, стани, свињата некој ја украл." Пео се затркала, се прозевна и му вели: "Така треба да велиш, попе. Прво мене треба да ме увериш дека ја украдоа, па после на другите селани." Попот се лути и вика, а Пео се едно и исто. "Така треба да велиш, попе. Што ќе му прави, го остави, нека го носи ѓаволот, но реши барем да го изнате па добро." Каква мана да му најде не знае, сиромашкиот поп. Го натера да ги стави нозете да се варат за ручек. И таман Пео мрдна некаде, попот дојде, ја извади од тенџерето едната нога и ја скри некаде дома, да му најде кривица да го тепа и да го напади без рута. Арнаама, кога се врати Пео, погледна во тенџерето и виде дека само 3 нозе има и се сети дека попот ја има извадено едната за да го натепа. Бргу отиде во којчината кај што лежеше другата свиња на попот. Вака со ножот ја пресече едната нога и ја фрли во тенџерето. Попот пак се поразмрда и виде дека Пео не е многу крив за случката, ами тој самиот си го направи, за да не им даде на селаните од свињата. Се врати назад и ја пушти земената нога во тенџерето. И сега од една свиња се варат 5 нозе. Кога седнаа да ручаат, пробуричка попот со лажицата и виде 5 нозе, па му вели на Пеа: "Море Пео, колку нозе има една свиња?" Пео се сети и вели: "Море попе, колку нозе имаат 2 свињи?" "Море Пео, колку нозе има една свиња?" "Море попе, колку нозе имаат 2 свињи?" И се така, и дури попот не кажа колку нозе имаат 2 свињи. Пео не сакаше да каже колку нозе има една свиња. И кога попот рече дека 2 свињи имаат 8 нозе, тогаш Пео извика: "Ах, така, да си ми жив, попе. 5 нозе во тенџерето и 3 на свињата во коќината, токму 8. Иако не му беше мило, се насмеа попот од срце и го напади Пео од дома, ама му плати за сето време што го служеше.